Поранешен министер за финансии, политички аналитичар, Джевдет Хајредини гостин во ова интервју. Господине Хајредини, добро ми дојдовте. Добро ве најдов. Бевте прв албански министер своевремено во една влада, едно време кога многу функции во државата беа желба на албанскиот политички кампус. Денеска стана реалност. Своевремено ќе кажете, имате кажано, дека Македонија плати многу висока цена по основ на тоа што не го реши навреме албанското прашање во државата. Конечно, дали сега со ваквите состојби е задоволено албанското его? Многу често сега и цело ова време, кога станува збор за барањата на албанците во Македонија или во решавањето на тие меѓуетнички односи, погрешно се бара одговор од еве и вие сега дали е решено. Прво, тоа грешка е како прашање. Ништо никогаш вечно не е решено. Па да решено. Секогаш има можност за не само во филозофијата и во природата, а не само во општеството, во човекот, се менуваат работите. Така да дека ќе има состојба, да очекуваме дека ќе има состојба каде ќе се реше, ова дефинитивно е решено. Расчистено. Расчистено. Не само за барањето на албанците, него и прашањето на македонците, на државите, на и така натаму. Овие општествено-политички процеси не можат да имат некој дефинитивен крај. Сега треба да зборуваме релативно. Пошто се вративте дека јас сум бил прв министер, прво вие сте млада, да прецизираме. Министри во владите на Македонија имало од 1945 од 86-та до 90-та на крај се изборите, председател на собрание беше албанец. И сите што тога ја одлучувале, се тоцна. Ќе се исправат ли овие грешки со сега она што го заговара Дуи? Всушност тоа е веќе одамна, не е сега, туку години наназад, фактички уште од времето на Заев го направија со албанскиот премиер. Видите, сега гледаме дека ова што јас потенцирам за учеството, ако е за учество сега во влада, сега владата е пола на пола со албанци. Меѓутоа, суштински, сега друг проблем има. Точно е тоа дека е вина на партиите на македонците, големите, ВМРО и СДСМ, за грешките што ги правиле 90-тите, кога сме биле ние. Меѓу точно сега имаме една нова ситуација. Може да бидат и сите министри македонци, албанци, може да биде и премиер, не само техничка влада 100 дена, него цело време, а пак да не се решени од овие работи. Кај е проблемот? Еве сега ќе ви кажам моје мислење, кај е проблемот. Тие што ги направија тие грешки, а сега ги признават, тоа не е доволно. Тие треба да имале и да имат последици, jer нанели огромна штета на Македонија. Jer дојде после со право. Ние викаме настава на албански јазик, така. Спротивно е на уставот. Ја во влада, министр за финансии. Па не пишува во уставот, ама правото за учат во средно на албански, кој да им предава? Тие треба и барањето беше во сите катедри, што се подготвуваат наставен кадар при универзитетот Кирил и Методиј да има катедра за на албанци да зборуваат. И тоа не може. И не бидна. Сакам на вашата генерација да сватат какви све во тоа време грешки се прави. Какви се грешките сега? Каде е проблемот сега, што рековме? Дури и премиерот да биде постојано албанец. Ова ситуација доведе до тоа да постојано тие барања бидат, да универзитетот биде 2-3 години илегален прогласен од Фадил Сулеймани,
да го финансират тамо по куќи самите албанци со пари свој, пак не бе. За да дојдат до разни после ексцеси 97 во Гостивар, да дојде до некој настане на Битпазар и така натаму, и сега појавата настаните во 2001 е кулминација на тие незадоволства. Ама дојде од тамо, дојде од вамо, уопште не е битно од кај дојде, главно дојде. Дојде и се направи тој судир вооружен и мораше да се седне. Добро, ама од тој судир сега коментарите се оние кои што се аналисти, како што ние ги викаме во државата, велат дека од тој период најмногу ќари Дуј. Дуј ја запоседна државата и сега државата е заложник на Дуј, па дури еве и сегашниот премиер, како што велат многумина, е заложник на Дуј, на Ахмети и на Груби. Али со тоа, така ли ова? Што партиите, двете партии, скоро 10 години ВМРО и скоро веќе 6 години СДСМ, ако на Дуј им ги плаќат од буџет, им ги носат парите на избирачите на Дуј дома. Пари од буџетот, што го нема во светот. Кој им ги носи парите? Државата? Од државниот буџет. Доскоро, за време Груевски, тамо 5-6 илјади, 3-4 илјади да земат пари и да седат дома, да им се пратат парите. Кој ги запиша на список? Кои се тие луѓе? Мислите на јавната администрација? Да, на јавната администрација. Па и сега не се тие, ако овој Артан Груби направи список, па ги распореди наводници, па тие пак во администрацијата нема работа за нив. И за другите нема. И другите се премногу. Меѓутоа, со инаку, зашто Дуј сега го држи тој монопол? Прво, албанците во целина земено на избори масовно излегле 90 на крај, од таа екзалтирани дека прв пат да сами да бират пратеници. Сами да бират. Им се нуди нешто ново. Им се ново нешто нуди, jer во тоа време испуштив да го додадам. Тоа рече Киро Григоров. Како сега Муцумски, дека без албанци партија нема, ама додаде. Jer кажав дека албанци имале порано, ама албанци што ќе ги бират албанците. Нешто ќе рече УДБА, Централен комитет и така натам. И тоа се избори. Веќе не може да оде некој таму и да стане затоа што рекла што е проблемот сега? Гледам што е интересира и што треба да се додаде. Бил присутен еден проблем и во повеќе партискиот систем, дека албанците во власта треба да ги представува субјект, партија, која ја има поддршката на мнозинството албанци. Тоа се прекрши во 98 на крај. Партијата за демократски просперитет имаше 14, а ДПА имаше 11. Се договори Лјупчо Георгиевски со тогашни Тачи. Армен Џафери бил само форма. Тоа Тачи бил. Да. Во тоа време. И тука и узето. Таа ситуација траеше до 2002. 2002 веќе бидејќи ова формира партијата, УЧК партија Дуј, ги доби изборите и 96-та Груевски повторно грешката ја направи. И иако Дуј имаше повеќе, тој пак ја зеде ДПА со Таши на чело. Тие 2 години исто така беа изложени под притисок, амбасадорката на Америка и така натаму, да таа грешка да мора да биде партија што има мнозинство и дојде изборите од 2008. Тоа мораше да се спроведе да биде Дуј.
Тука почна некој еден друг. И од тогаш стана еднаш дуј, секогаш дуј. Секогаш дуј. Тоа стана од овие причини. Јас сум рекол дека тоа храброст, да не навлагам подлабоко, што името на Али Ахмети се поврза со УЧК и така натаму, не е ништо, меѓутоа режимот, заедничката власт на ВМРО со дуј од 2008 наваму се знае дека нанесе катастрофа. Можно ли е се уште да е дуј под притисок на ВМРО? Еве деновиве многу актуелно е тоа, нели се шпекулираше, имаше некакви написи во медиумите дека дуј фактички контактира се уште со Груевски и тоа за уставните измени. Дали ќе има пазарење за уставните измени, подолу сакам да зборуваме, меѓутоа дали се уште се под притисок на ВМРО? На Груевски, да речеме. Имам читана информација. Денеска имаше, извинете, само уште ова денеска имаше негирање некаден видов дека дуј негира не само што не сме ние воопшто не контактираме, а не пак да преговараме или да бидеме под притисок од Груевски. Таа приказка не е завршена, тоа сигурно. Имам случајно негде, не се тајни информации, тој кога виде Груевски дека под притисок на странците не дуј, jer до последните 20 минути го натера да Али Ахмети го напушти Груевски. Сеќаваш на тие драматични настани 2017 јануари, кога чекаше. Али притисокот од странците беше голем, од причини, се знае кои причини, од причини да се реши проблемот со Грција. Така натаму, jer он се противи. Причината од една страна беше Грција, од друга страна кај Ахмети Хак, па тука беше седеше мирен покрај Груевски. Точно е тоа, дека тие и ден денеска уопшто мене не ме чуди, ако се случи пак со такви избори. Вие забележувате дека реформите во изборниот систем исклучиво против е Али Ахмети, никој друг. Сите барат измена. Да еднаш се ослободат граѓаните да гласат за некој што не мора да е од толку. Тоа може и партиска листа да е. Ама партиските листи се прават во канцеларијата на лидерот на партијата. Ова нема одговара на Ахмети. И само тоа е причина што од сите страни Павле Трајанов предлага. Павле Трајанов е искусен политичар, па тој не знае од кого зависи тоа. Од него ли он барал друг систем. И СДСМ се слага, и ВМРО се слага, да се изврши промена. Не се слага туј. Jer со тоа една изборна единица. Една изборна единица и други работи. Ја тие работи не ги знам што све би биле последиците, дали колку пратениците доби. Битно монополот на еден човек да утврди кој ќе биде тамо на листа. Тоа е важно. Сакате да кажете дека и еден друг момент за ова, за дали е заложник на ВМРО. Дуј, Али Ахмети и компанија, никогаш не може да заборават дека држава Македонија поднесе ги обвини раководството за воени злосторства. Во Хаг. Хаг го врати предметот. Тамо нека се во судството. Така беше вратен и тоа беше во времето на Груевски. На Груевски и Груевски на едни избори од 2011. 8. Му вика во една бомба, се слуша, не сака никако да гласат пратениците на ВМРО за амнестија. Он вика на телефон на Бонева или на неговата секретарка, негде од надвор, викни ги не влага во сала да гласат. Викни да влезат, да гласат за законот за амнестија, за да бидеме рад цел мандат. Тој... Така ќе го држи во раце Ахмети. И тоа бидна влегува
гласа и рад стана он. Рад он милиарди да троши за Скопје 2014, а се да поминува во влада, а да не се вложува ама ниеден денар инвестиции во подрачјата, како што ги викат. Jer автостради не се градат за албанци, за македонци или за селата. Автострадите се проекти кои треба да врзат Црно-Јадранско море. Не е битно за селата да ги... Меѓу другото и селата ќе имат корист. Тој ниеден километар не. Заев ги правеше координатори, прво Бујар Османи за изградба на патот према Блаце, границата. 19-та е склучен договорот, таму е 12,5 километри од приклучката до граница. 12,5. Заев го прави, он заменик премиер и за евроинтеграција Бујар Османи. Координатор за изградба на пат на автостради во Македонија. 19-та е склучен договорот за првите 2 километра со гранит. Првите 2 од таму. Кога го спомнате Заев, што е она што Ахмети го принуди да се приклучи во крилото на Заев и покрај изјавите кои што своевремено беа давани од негова страна за Дуи и за Ахмети? Беше едноставно неверојатно дека ќе се случи таква коалиција, ама се случи. Се случи. Деталите да ви кажам, многу е јасно зошто се случи. Гневот спрема Дуи растеше кај албанците. И кога дојдоа изборите на 11, 12, 16 година, 50.000 албанци, за да не гласат и не сака да гласат, за да го симнат Дуи, гласа за СДСМ, албанци. И он тука доби околу 4-5 пратеници СДСМ. Не воли, од неговата за негова партија гласа. Да не беа тие 4 или 5 пратеници, Заев уопште не можеше да биде во тоа време во трка за формирање мнозинство. Ама кога ги доби и направи 49 со тие, а 51 имаше ВМРО, се создаде услов да он биде во коалиција, а тој им одговараше и на странците. По секоја цена ВМРО да се тргне. Да се тргне. Кога виде Груевски дека тоа мора така да биде, сум читал информација нивна од ВМРО. После друга формула. Ние имаме доста, вика еден на друг ВМРО-вци во една информација, имаме ние доста компрометирачки материјали за кадрите и од Дуи, тие и таму ќе ги штитат нашите интереси. И во влада со СДСМ. И ги штитеа. Талат Џафери го спаси од притвор Велјановски. Велјановски? Да, председател. Тој беше пратеник. Он не го изгледа. Дојде да гласат, до гласање да се изгласа да му се одземе мандатот за да оди во постапка. Талат Џафери чекаше до минут 12. Помим 12, а сите бара стави на гласање, тој никако. Тоа беше таа нивна услуга кон пратениците на ВМРО, Димовски и другите, им даваше и на Дуи, им даваше потврда да не одат на рочишта. Денеска има комисија пратеничка, да не одат на рочиште судско. Тоа се услугите на... И воопшто не исклучувам ја можноста, зависи како ќе се движат овие. Сега е малку сложена работата, многу заради измените на уставот, да утре он пак тамо ќе бидат заедно со ВМРО. Ако така бидат резултатите. Апсолутно. Тоа значи дека треба да веруваме дека на вистина... Не треба да веруваме, ти верува, јас сум сигурен дека апсолутно. Зошто? Зошто? Зошто човекот не се умори? Читаш ти за аферата Телеком? Ја прашувате Агелер директно? Директно ја праша. Па зошто не излага таа да кажува, знае тоа?
Види се што вика на се, а дали случајно премиерот не дојде од Телеком? Како се погоди тоа? Еве премиерот што вика, и него го прашувам на Фейсбук, до сега 11 пати, 8. Ковачевски излези и каже... Кои се луѓето што примија мит? Па ти ги познаваш, не викам тој ги дал пари. Так. Него он ги познава тие луѓе, за тие луѓе се казнати во Њу Јорк. Зашто дале по 2,5 милиона пари? А не се само тие 2,5. А кои се тие луѓе кои што ќе бидат на црната листа на американците? Никогаш нема да биде ништо додека не се реши проблемот со уставните измени. Тоа е само заплашување? Како да го сфатиме? Тоа што Ја ќе како го тоа што беше излезе како информација. Зашто поставам прашање ја на амбасадорката? Амбасадорката, да те подсетам, веројатно читаш, кога отиде пред Сенатската комисија да ги изнесе платформата, так. Тоа реше дека таму прва платформа ми е борба против корупцијата во Македонија. Имаме информации, не се тајни, не го пишува и ти можеш негде да најдеш на англиски, дека таа во таа прилика зборела за корупцијата и на ДУИ. Спомнала таму, пред Сенатската комисија. Она дојде тука и направи еден чекор. Направи еден крупен чекор. Вистинска катастрофа е корупцијата во Македонија. Рече ли? Ќе дојде тим так. За санкции, ќе дојде во Македонија. И овој ги фати паника сега. Кој повеќе? ДУИ. Чекај. Што е работа? Што се случи? И тоа дали случајно? Тројца високи функционери на Стейт департментот, Ескобар, Флин, Шоле, еден по еден, на кратко време, да дојдат и да ја релативизират работата и му ја затворија устата и рекоа на Агелер, остави таа работа, имаме подруги, корупцијата ми е гајле многу. Гири излага секој ден, ги храбрам ја. Вие бевте своевремено човек од тие редови, председател на комисија за корупција и така натаму, како беше тоа? Не, активизмот тоа е невладина. Така, невладина. Меѓутоа, сепак сте во таа проблематика. Како ние ќе решиме таа проблематика? Има ли од некаден да се почне со вакви поставености? И напокон, што е она што се случува сега во ДУИ, огнените и таму? Дали тоа е чистење на партијата од корумпираните или бегство од корумпираните? Појавата на огнените, од ова што зборев ја досега, и да завршам со координацијата на тоа заев зошто отиде. 2 километра договорот со граните склучен во јануари 20. Поминале 3 години. Сега имаше анекс кон договор. За тие 2 километра, не 12,5. Дел од тоа 12,5. Сега овие денови склучен договор анекс. Уште 3 години до 26-та ќе завршат тие 2 километра. Па се прави, а координатор имаш. После тоа координатор за автопатишта Груби. 22 точки има описот на работите на Груби и на тоа негово министерство, што го нема во светот. Во светот такво министерство со такво име не постои. Ама има ли таков кабинет кај што така лежерно си се однесуваме, па си играме фудбал и кошарка и така натаму? Заев за да ја одржи власта, и гледај дека со тие чекори он губи многу избори, СДСМ, ги изгуби локалните избори. Тоа се што сум зборил ја и за ВМРО сум зборил во тоа време ја за корупција, за и така натаму. Сум бил на емисија со Мицковски во Телма, директно, ја и он. Сум му кажал свето тоа. И Заев се, за да се одржи, он направи едно големо предавство што он 38 бомби за невиден криминал и корупција во било која држава, каде стоат стотини илјади, десетина илјади дела, Заев ги извади 38, доволно само тие што се компрометира ВМРО за да дојде на власт.
Дојде и тамо во Пржинската спогодба, другото нема да објавиме. Нека е, не викам ни ја дека самиот разговор е причина да оди некој во затвор, него разговорот не е тука само разговорот, тука се гледа дела. Делото. Тука се делат тие плацевите што ги со сати зборува Груевски со бедем да стави напред, што да види од Има ли груби такви бомби со кои што ги држи во заложништво? Значи тога, еве јас греши, уште една направи Заев породи. Заев, кога имаше забелешки зашто Заев не дава бомби за Дуј. И Али Ахмет излезе рече, нека даде за нас, ако има некој правил нешто. Не. И тога и две извади Заев. Само му стави до знање дека има извад. И тога и он го праќа групи. Ово сум го пишувал на условден пешач. Сум водил полемика со Заев и со групи. Во весникот пишаниот. И го испрати и он му ги даде. Му ги даде бомбите за кадрите на... Заев му ги даде на групи? На групи. И он има за сите нив. Сега. И он затоа тепа, брка од канцеларија, прв да биде, има закон прв, втор заменик и така. Дори замениците не се ни во уставот уопште. Тие се помошници на премиерот се, тие не подпишуваат ништо. Тие немаат ингеренции. Тие сугерираат. Министрите во државата одговарат директно. Jer тој подпишува тамо точката ја спрема и така натаму. Заменик премиер нема. Тие во практика се, може он да има и 10, ама тоа се во вид на помошници. И така таму треба на некоја влада, како замениците на собранието писател. Кој сака, еве тука, седи тука. Што му се пишува после ова на Ахмети и на Груби, да речеме? После ваквата поставеност во партијата? Дека има војна, дека има раскол, има. Дали ќе има одцепување на огнените, веќе, да речеме, на мала врата некако се турка тоа? Огнените не случајно се фатија, пошто кулминираше ова тоа автострада. Така се фатија, дали е само тоа, ја не знам. Добро, они се фатија за тоа дека нема градби, не оствариле. Локалната самоуправа затаила, извршната власт затаила и така, ама најмногу му се лутат на Груи, значи најмногу замаруваат. Најмногу на Дуј и најмногу на Артан Груби и на Османи. Бидејќи тука таа тројка, Османи, Груби и сега тука е проблемот. Али Ахмети, никој не знае како иде, он како одлага таа. Нема огнени, нема ова, нема тоа. Цело време се релативизира таа работа. Релативизира, ама он е заложник на тие двајцата. На Груби и на Османи. На Груби и на тројка. Што пак на Османи сега? Ајде за Груби рековме, овој ги држи бомбите. Затоа што овие од огнените и за Османи и тој им е тие двајцата да одат. Ама зошто Ахмети толку го форсира Османи во овој случај? Па Ахмети го форсира. Ако знаеме дека во зародишот беа острени, дека беше неговиот внук Фазли Велиу, дека беше Теутарифи. Го користеше за спорот со Бугарија. Еве што направи Заев пак. Се е кај Заев клучат. Заев немаше потреба. Сум го пишал и никој не ми рекол не. Во време кога македонскиот народ има еден спор историски со тоа што Бугарија не признава ни нација, ни јазик, нити ќе признава некогаш. Апсолутно, се тие од последен. Од прв до последен. Има два-тројца научници што нешто кажуваат, ама никој нив не ги прашува. Убедувањето, идеологијата е таа. Апсолутно. Ој го, за да му има име, он го бива вака за зборување за ова, ако е доктор, мисто он имаше предмет. За Османи зборува. За Османи зборува. Он имаше предмет во СЈО. Го тргна. За да Заев добие двајца фронтмени за контакти со Бугарија, двајца корумпирани. Бушковски и Османи. За тенковите. Jer on, никој друг изгледа и во СДС, беше порано Никол, овој министер пред Османи,
Така, Поповски. така, така. Беше сигурен само дека да му речат. Поводи двајца за кој Каракачанов и Ковачев викат дека имат одмерени погледи за разврска на јазелот. Па што има да се мешаме во еден таков спор? Да оди сега. Во нормални држави може и хирурги и сето тоа, иако хирурзи многу ретко во светот. Има да се... Ама он за негова намена. И во тој пазар он стана сега и неговите појавувања визуелно се без спор. Луѓето кога го слушат јазикот, ова, тоа. Ама која улога игра он? Која улога игра? Не гледате што он релативизира секој ден. Односите со Бугарија ни се добри. Бугарија не негира ни идентитет, ни јазик. Он упорно тврди. За да му служи на каузата на СДСМ и на Заев и на Ковачевски. И да завршам ова со Ковачевски, да не го спомнам многу, кога ова голем аферата Телеком е многу ги товари. И еве што сега, поше 8 пати што го прашувам јавно, Димитар Ковачевски, што кажува? Телеком е препознатлив бренд кај нас со години наназад. Со години наназад како бренд, кога е таа корумпирана компанија? Треба да се избрка. Затоа што директорите се казнети. Ги прими Заев актуелните директори како премиер на Телеком во кабинет. Актуелните. Во разговорите има соопштенија, ги пишуваше Рашковски сигурно, од средбата. Ќе продолжи во тоа соопштение, цитирам, ќе продолжи владата со соработка, искрена соработка, како досега и натаму со Телеком. Овде се кријат големи проблеми за тие 20. Како тоа искрена соработка? Луѓето се казнети дека ги ви давале милиони пари. Е ли Ковачевски заложник на Ахмети, на Дуи, на Груби? Не знам. Не, зависи формулата, мнозинството зависи, паѓа. Не мора лично да е. Не мора лично да е. Паѓа... Затоа што коментарите се дека Ковачевски е само марионета покрај Груби и Ахмети. И само значи го прави тоа што овие му го налага. Фактички овие диригираат. Овде е проблемот кај власта. Паѓа коалицијата, паѓа мнозинството, али Ахмети вика, ми спомнеш тој, еден ден да излезе од влада, не беше за еден пратеник во прашање, еден. Еден пратеник отиде избори, ќе имавме пред 2 години. Се јавува таен функционер од Европа. Таен функционер. Го прашувам Гирија. Па ти си официјален, како може да сврши работа еден таен? Кој е тој таен функционер? Значи, овој проблем, што? Да заклучам. Кулминира со ова фактот дека се совпаѓа со рокот за измена на уставот и прави овие... Се е поврзано сега, целиот овој период е... Со тоа ги прави овие работи и странците, и ако од странците ние не треба да очекуваме дека ајдуците ќе ни ги тие решат, туку се тие во право. И јас сум бил тој што сум се занесувал, ама така пишуваше, дека влезот во НАТО, меѓу другото, а добар е влезот, никој не спори. Тоа Заев најде храброст, го подпиша со Гореш. И во ред е тоа. Ама дека ако влеземе во НАТО, ќе имаме многу инвестиции, не ќе има корупција, тоа не е точно. Тоа не е точно. Точно е дека во борбата глобална меѓу Русија и тоа не ни се заканува таква опасност да дојде Русија овде. Сепак сме под чадор. Па под чадор сме. Само сега не имаме меѓу тој чадор и Русија спор. Така. И тоа крупен спор, кој не може утре ако дојде од оздан на силите се менува. Не може ни Албанија, ни Македонија, ни Бугарија тоа да го спречи да дојде.
А не Македонија што е заокружена со и сама е на НАТО и околу е све со членки на НАТО. Али овие сега да се спасат да под затвори да одат за корупција, го користат тој момент. Па ја можам утре да не гласам таму и готово. Како ќе поминат уставните измени? Ќе имаме ли пазарење? Јас мислам... Оти рековме дека пред некој... веројатно е дека еве дуи преговара... Пред некој ден ти падна во очи, така рекоа западни дипломати во Европа, им рекле на нашите, кои биле таму. Јавно не е тај. Им рекле, дај брзајте, решете го проблемот со Бугарија на ист начин како со Грција. Како со Грција. И ја напишав, реков, добро е тоа све да се реши, ама ако се примени ист начин, а знаеме кој беше начинот. Значи, знаем сите. Да не беше Мијалков, кој сега еве по секоја цена, мора да се релативизират неговите дела. Не ќе имаше кој да и тој начин, срамниот начин не ќе беше остварен. Срамен начин. Кривични дела, отворени врата, така натаму. И ако, ама би им рекол да сум ја во преговорите, немојте луѓе да не натерате со ист начин. И дојде сега. Има и некои сигнали дека Бербок вика седнете со опозицијата. А Ковачевски сили... И вели тргнете ги партиските книжки. Така порача Бербок. Така. Ама дали може да го прават кога се взаемна амнестија? Знаете што значи амнестија? 20-та сме правиле кривични дела, 20 имаме можност, имаме интерес да се амнестираме. Не еднаш Тимоние, амбасадорот на Франција, додека беше тука, тој беше многу влијателен кај Макрон. Тој амбасадор што изгледаше малку. Да, ама имаше секогаш јасни, прецизни пораки. Тој два пати реше, во проблем е взаемната амнестија во Македонија. Значи, корумпирани, крадци, се на власт, кои морат да се амнестират меѓу себе. Сега сме во таа фаза на амнестирање. Прашањата 8 на Ковачевски што му ги ставам, вика предпознатлив брег, сега наоѓа да кажува. Како тоа препознатлив бренд бил Телеком. Па не се тој конкретен случај по 2,5 милиона што зеле тројца со иницијали и на крај и така се рече. Го тужија Богоевски овие дека алемети, дека сме клеветени. Лани, ако си забележила, ако си забележила, отиде спорот до Врховниот суд, Врховниот суд заклучи сведокот пред судот не клевета. Кога сме кај судството и го спомнавте Мијалков, како тоа така лесно му се релативизираат делата? Од друга страна имаме дискриминација по основ на Јанкуловска, која исто така е во затвор. 20 суди албанци, една женска, една машка, апелационен суд, 9 месеци го држеле предметот на... Па тие не го држеле предметот само дека тие сакале. А лесно е, а судот каде ние, тоа не треба да никој довербата во судството. Па и овој ги има, и Јовески ги има, затоа ги тера со сила да го поддржа да стане член на Уставниот суд, тој. Во тие пред пензија и така натаму. Па мора Церон има, тој ги држи внатре предметите. Ако не ме... И Јовески? Да. Ако не ме поддржите да станаме уште актуелно тоа. Таму е предлогот, собрание. Да стане судството и обвинителството 3% доверба, он бил овде 5-6 години тука, он сака да стане Уставен суд. Значи, сето ова е взаемна амнестија. Да не кажувате. Премногу се приближува и по моје гледат и овие од одагне, никаде удират. Тука изгледа само колатерална штета излезе Јанкуловска. Вика почне Јанкуловска и ова. Јанакиевски. Таа со право, јавната обвинителка. И така натаму. Две жени седат, другите многу побегна и од затвор. Не се сеќаш кој се? Полно што беа крп. Овој още го нема нигде во затвор. Овој
Вангеловски. Вангеловски затоа што не дозволија притвор за човек кој побегнал. Веќе беше пребегнат по странство. А Вангеловски во тој совет за гласање не беше сам. Имаше и од тука и тие гласа. Да, ама Груевски ги искористи, играше со нив, или? Сега, па ги користи сигурно. Па Груевски не побегна, Груевски се договорија да си оди. Им сметаше и Да, назад. ама еве сега Лога вели ќе направил се со Унгарија за да не го испорачаат Груевски. Еутна работата му одговорија дека завршила постапката таму за екстрадиција. Но што го натера да даде таква изјава? Не знае ништо, не е во тек. Па тој не е во тек, тој мисли... Како не знае ништо, е на таква функција. Па ние, да ти спомнам други, па не знае, тој што не знае ништо, кај нас у Македонија одлучува за све и не одговара за ништо. Одлучува за све и не одговара за ништо. Не зема функција. Извршна. И во тој феномен го нема. И јас ова полемика водам со овие странците. Нека ни кажат каде тоа има на друго место вакви регулативи. Да, 400 души не полагале четврта година, стануваат обвинители. Министерот им подпишува, нека полагат. Да, еве, вчера, И еден како беше ректор- знаете, децата на мој поранешни и сегашни Мој пријател го функционери се ценам, ректорот стана... на Штул, бежите. Не биле 400, биле 200, па не се ни 200 мало. Господине Харедини, тој доаѓа, ама кој доаѓа? Османи доаѓа, Груби доаѓа, Не, Беџети доаѓа. Па јас мислам, тука јас не сум многу во тек, овие биле функционери на ДУИ. И тој феномен политички го нема нигде, што Ковачевски е одушевен, вика, и ја постапувам во партијата исто како Алија Мети. Ковачевски, ја ова. Што постапаш? Подпредседател на партија е, организира паралелни средби со членовите, председателот со други и вика не постои. И некне на состанок ги види, еден покрај друг седат. Jer on je potpisatelj iz Međiti. Така. На партијата. На се уште. Било, 3 пати било, овој висар. Меѓутоа гледам ја една разлика од нив, тие двајцата, за разлика од другите. Блери, Муса и тие бејта се знаат. Овие двајцата биле Зборуваме за Меđити? за Međiti и за Висар Ганија. Ганиев, добре. Сега забележувам ја дека тие и во текот на овие 20 години слабо во јавноста се појавувале. Така. Се експонирале. Така. Не? Тие работеле тоа. Овој е, верувам дека е, сам кажа и јавно, дека он ја спасил ДУИ. И сега пред 2 години тој Кастриот Реджепи, он кој има тргнат, за да помине 61-6 беше тука. Он ги има првите контакти со секогаш Меđити. Međutim, со ЗАЕФ и со СДСМ да се приближат и така натаму. Меѓутоа им дојде до тука више со однесување на Груби. Тоа што се однесува со цела држава, он се однесува и во партијата. А он на изборите, кога бил на листа за пратеници, он во Чаир не добил гласови воопшто Груби. Тамо не ги сакат. Да, ама пред некој ден имаше многу јаки пофалби, помпезна Не, објава на никој не... токму Чаир, токму Груби. Ние што гледавме Синиот океан. повнимателно. Тој, како обично бива партија што е на власт, тој ги донесе со автобуси од цела Македонија тој. Ама овој кога Изет Меđити немаше таква сила да он е пратеник само и подпредседател. Таму тоа беше чудно. Тука ги фати стравот, jer митингот беше многу посетен на Меđити во Чаир. Во Чаир. Во Чаир. Тоа беше луѓе кои сакале да дојдат. А Груби донесе автобуси во Чаир. Апсолутно полно. Од сите, од Куманово. И не ми одговоривте кој доаѓа? Османи, Груби? Има вика двака, не, види, пред тоа треба да се случат, видите,
Па дури имаше, ми Ова се чини, треба да се не ми има замерите, предвид. Тито Петковски Нема- имаше на социјалните мрежи нешто проблема- напишано, ако некој треба да дојде, Двете нека биде партии- битики. Двете партии македонски се големи. Тие можат и ВМРО и СДСМ. Тие можат внатре да истерат некого, да направат некого. И тоа да нема последици во државата. Да нема потреби во кај Албанија. Кај тој е друг проблем од кај Албанија. Тамо не е тоа само дека ќе оди и кој да дојде. Тамо ќе има после последици и во односите со други и со македонските партии. Ќе имат последици и ЗАЕВ и СДСМ. Затоа се многу плашат од натамошното ескалирање на тој. Ама спорот е таков дека јас проценувам дека не може да дојде до компромис некој да не се овие отидоа предалеко во изед меѓути и он ја тера постепено, споро. Да видиме сабота. Влегоа на состанок со силни изјави тројката Ахмети, Груби и ова, кога изегува Кисели беа. Кога изегува. Одма обратно. Нема ништо, се е во ред. Али сабота пак треба да се видат. Може и пак ќе се видат. Ама тоа ќе води кон натамошно изборите ќе дојдат. Ајде да заокружиме вака сума сумарум како за пред крај. Како вие сега после ова се ја оценувате политичката ситуација? На каде оди во ова техничка влада, предвремени избори, регуларни избори? Види се за премиер Албанец. Пошто регуларните избори се близу, регуларните избори, тоа на избори ќе дојде до големи промени. Ќе дојде на односот меѓу двете македонски партии. Сакате да кажете дека ќе дојде до смена? До смена ќе дојде. Ќе дојде до и друго ова да кажам. Може да оди Мицковски, отиде Груевски, он застана на чело, имаше проблеми, има и сега внатре проблеми, ама тука е. Кај албанците тоа не е можно. Ако оди Али Ахмети, тоа што викаш, уопште таа партија ја нема. Ја немаше ПДП, ја немаше ДПА. А може ли да му се случи судбината на ДУИ како судбината на ПДП и ДПА? На сите и на ДПА. Каде е ДПА? Така. Затоа прашувам, може ли да му се повтори судбината? Не, апсолутно, малку подраматично. ПДП дојде, ти знаеш, ПДП имало лидери на партии, школовани, стручни, што ние не ги викавме лидерот, него бевме другари. Со Абдураман Алит, јас сум бил домашен пријател цел живот. Абе не терај, не збори така. Овие создават не заради него, создават култ личност да ги чуват затоа што не ми е чиста, сами да се спасат. Не ми е чиста совест? Нема чиста совест, затоа он го издигнува, вика, лидер на албанците или национална фигура. Како може да биде национална фигура? Кој бира лидер? Кој народ бира лидер? Ако Али Ахмети е лидер на албанците, кој е лидер на македонците? Кој е лидер на албанците во Косово? Се бират председатели на држави, се бират на парламент премиери, не се бират лидери на гласање. Би го прашал Гир, ти зашто не викаш каков лидер? Може народ да бира лидер на партија. Може членовите на партијата да бират лидер свој. И сега овие финеси, не се ни финеси, не ги интересира. Тој ги има квантумот избирачи, што се платени, што работат 354 Министерството на Груби има вработени. Поставил некој прашање што работат? И што работи тоа министерство? Ви кажав, играат фудбал. Нели се виде тоа и дури завчера, мислам дека Ковачевски се пошегува на сметка на Бектеши, тоа е сега. Се пошегува. И не ми прокоментиравте ништо. Он мисли, не, ја не прокоментирав 100 пати, нева и сега. Па човекот не знае што зборува, тој мисли дека е шала, а тој му прави голема штета на овој
на груби, а оди на штета на огнен, на корист Да, на ама Груби огнена. рече на социјалните мрежи, погрешно го сваќате ова, тој фудбалот и кошарката. Ова покажува слика како ние обединето размислуваме, работиме. Да, Бектеши рече ова да беше во странство ова слика, че не аплаудира. Па во кое странство, во која држава министрите играат фудбал и кошарка во канцеларија, во која? Тама че народот е прост и не го разбираме дека има кош во канцеларија, дека има линии и така. А може би во овој случај народот најдобро разбира. Ама ве мола граѓаните на Македонија да сватат. Па затоа и со кошницата вика ние работиме за доброто на народот, вика. Народот е најсиромашниот во Европа, најнесреќните граѓани во Европа. Ковачевски не убедува да тој друго не прави, само во интерес на народот. Интерес на членовите на ДУИ работиш, не на народот. И знае он дека ја овака пиша. 8 се, утре пак 9 пат. Ти го прашам. Одговори ти, кажи кои се тие во Телеком што зеле пари. Кажи, ги знаеш кои се. Напишани име, презиме. Замрзнати цени, а народот вели, Цел пензионерката му вели цените ви се до плафон. Не. Вие сте економист, вие бевте министер за финансии. Каква ни е состојбата? Кај ни е факт е, па и чарето, тропа ли сиромаштијата на врата? Или веќе длабоко сме? Прво системите кои замрзнувале цени, кои планирале развој на стопанство, пропадна. Тоа беше социјалистички, така наречен социјалистки. Кога победата на падот на комунизмот падна сам од себе, никој со сила дојде сам падна. Комунизмот како систем со државна собственост, со цени утврдени од влада, со инвестиции од влада, со план 5 годишен, 10 годишен, така натаму, такво стопанство пропадна. Ова сега им напишав математички. Ако ти дозволуваш да трговците и производителите да ги зголемат цените за 80 па и 100 на 100 и после на влада ги намалуваш 10 на 100, што си направи? Ти претходно растеле 90, ти сега на влада 10% враќаш. и после замрзнување. Пролет све треба да се одмрзне, кај нас све замрзнува. Да, он сега не одговара, добро ги замрзна овие до 31 мај, на 21 мај, после 31 што ќе биде? Ковачевски, кажем економисти. Што ќе биде на после? Тоа не е некој решение. Јас зел кошницата и вика, ова не е пропаганда, купувам како секој ден, па 10 камери те пратат секој ден да купуваш во самопослуга. Имаш ли 10 камери? Што да му правиш нему? Да го жалиш или да го... Мене ми е жал. Мене ми е жал за него. Упаднал во... Односно не упаднал во тонеле со токму таков, со намера. Да не знаеш што зборува. Оди во Битола, вика, не информира, сите 3 блока работат со полн капацитет. Тоа е друга приказка, лагите там. Па тој може од канцеларија да гледа денеска дека работат блоковите во Битола. Од она. Ја не сум толку вичен. Оди министерот за економија, кола, шофер, во рек Битола се слика покрај трансформаторот кој е вратен од ремонт од Турција. И за да излезат секој ден на телевизија. На вечер да бидат на телевизија. Дека работиме успешно. Гледана. Друго работите, па плата земате. Вие работите како сите 2 милиона македонци за плата. Ама успешно па успешно да работите. Ако не успешно, бегајте. Зошто има секој ден да ни кажувате дека избори ќе има редовни? Па нека има редовни, чути. Добро, и ни кажа дека ќе ни донесат работници од странство. Како беше она за... Тие се движења глобални во светот,
Во план Па сега нешто се предомислија, ми се чини дека нема да битики сега битици, вели дека сум увозот правил- на работници сега и не е некое решение. Тој наја- Какво решение е тоа? Ти си новинарка, барајмо на битици, он најави дека ќе прави стратегија за долгорочен развој на Македонија од 22 до 42 2000. Тоа нигде го нема. Таков план не прави ни Америка, ни Германија. Го нема нигде и тој. Го нема нигде. Он нема друга работа. Кажува, ти реков, заменик. Заменик е и нема, он не одговара, ако не биде така. Имам план до 42. Ние не можеме, не знаеме лани, утре, до година што ќе се случи. Не може да кажа тој. Ова е изгубена работа скроз. Ама кои странски работници би дошле кај нас? Како што беше на социјалните па мрежи, идат. пукна таа расправа, кој би дошол за 200 евра да И- работи во нашата држава? Идат од Таджикистан, идат од тоа има во работата од универзитетот во кафани, мене ме слушат. Тоа ќе биде стратегијата. По стратегијата да дојдат, па ќе дојдат и без да сакаме тоа. Ако тој вика, проблемот е ќе дојдат и без да сакаме, одат за Германија, не идат за тука. Еве во Албанија, од Емирати, тамо негде Рама, со договор идат од арапските земји во Валона. Со државата ги носи. А сите албанци бегат Потоа за бегат нагоре. нагоре. Види ова движење, тука не е наш проблем. Он гледа да е така, па рекол ќе се случи. Ќе се случи. Само овие од Азија и од Африка во Македонија и во Грција и ги пуштат 3 милиарди даде на Ердоган да ги 2 милиона сирици, и не само сирици, да ги држи во Турција. Ангела Меркел 3 милиарди даде таму да ги задржи, иначе тој процес не може да го запреми. Миграционен, така. Апсолутно ни Ковачевски, ни Битичи, ни никој. Тие се изборат да се сликат на телевизија. Благодарам. На муабетот никогаш му нема крај, посебно со ваков соговорник. Ви благодарам за учеството во ова интервју. Джевдет Хајредини беше гостин во интервјуто. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Пријатно и секое добро.